Родителите на основците од 4 до 9 одделение од Македонска каменица нема да се откажат од протести кои ги најавуваат и во текот на утрешниот ден доколку не се реализираат нивните барања за физичко присуство и следење на воспитно-образовниот процес на 350 ученици. Родителскиот став за продолжување со бојкотот е дециден, иако се соочуваат со состојба на заострени здравствени протоколи, реферирани од страна на Министерството за здравство. Настава за услови за онлайн настава во училиште нема. Значи, учениците не се опремени со интернет, немаат рутери, немаат компјутери, ниту мал дел од учениците немаат. Професорите исто така, работат онлайн на своји уреди, с телефони, сето тоа под притисок на директорката и управата на училиштето. Добиваат пораки дека мора да се логираат од дома, дека мора да работат од дома, дека мора да пуштаат задолженија, дека мора да личи дека наставата тече. Добиваат исто така закани за нивните работни места со откази кои немало да обезбеди физичко присуство, онлайн присуство на нивните ученици. И сето тоа е се со цел да покажат слика дека наставата функционира и дека школата работи. Реалноста е сосема спротивна. Добиваме пораки на месенџер, дека треба да се сработи тоа, дека треба да се напише домашно, дека требало да биде вака, дека тоа требало да се одработи и сета. Таква настава ние работевме од март до јуни без ефект. За таква настава не можеме да се вклопиме во неа ниту ние, ниту деца. Во време на пандемија, кога превземањето на превентивни мерки од страна на државните институции е свето слово, во ова мало градче значаен број на жители настојува да имплементира сосема поинаква практика. Тие се свесни за состојбата, но велат дека коронавирусот не е присутен во нивниот град. Вирусот ако го има во улицата, ако едното дете веќе ми посетува настава, ризикот и за другото и за третото. Ние сме свесни дека е пандемија, но исто така сме свесни дека сме мало место. Моментално имаме само 2 позитивни случаи во Македонска каменица и тоа 2 кои што се од други општини овдека се со престој, дали на работа или друг дел. Со свој став за овој протест истапуваат и представници од комората на психолози. Единствено што можам да кажам, јас не можам да заземам страна дали е поправилно да се седи дома или да се иде во училиште, затоа што не сум специјалист за тоа, нели за тоа си има комисија која што тоа го одлучува. Јас можам само да напоменам дека тој гнев кај родителите што се јавува се ствара, има некоја причина зашто е створен и зашто тие родители 350 како вие што спомнавте се пред училиштето. Значи јас би го ја барала таму причината што е тоа што нив ги љути, зашто дали е неинформираност, дали е недобра комуникација со институциите, значи дали има тимови за организација на тоа, значи тоа се други услови. Јас натаму би го свртела вниманието, што би препорачала значи комуникација меѓу институциите и добра организација од сите сфери, значи како во секој тим е потребен психолог, е потребен експерт од здравството, е потребен значи повеќе експерти во тимови каде што ќе работат и секој со својата умешност ќе придонесе за да останеме здрави сите, и ментално и физички. Директорката на основното училиште Кирил и Методи во Македонска каменица, која повикала полиција при обидот на родителите да ги внесат децата насила за физичка настава без претходно одобрение на надлежните, не даде изјава за овој протест. Наместо раководството на основното училиште говореше градоначалничката Сонја Стаменкова. Таа реализира средба со Советот на родители, од кој испратија уште едно ново барање до Комисијата за заразни болести и Министерството за образование да се направи нов увид во условите што ги нуди училиштето и при тоа да биде присутен и представник на Советот на родители, кои пак се на став да не се почитуваат протоколите со цел да се стекне колективен имунитет.